Abre живкаве. Че дојдам ние бргоне, се криј се. Недостојан е усамен човек кој потекнува од македонски брод, но поради работата и сопругата во младоста се преселил во Кичево. Се надевал и мечтал за собствен дом, но сиот живот ќе го помине под Кирии. За жал ке рече тој никогаш не добил деца, но љубовта и лојалноста од жената ќе ја компензираат таа болка. Пред неколку години кога работел на планина за да врати еден долг, дознава дека сопругата дома починала и оттогаш веќе и како да нема волја за живот. Тој работел и се пензионирал со минимална пензија која не стигнува ниту за кирија, ниту за сметки. Само 3000 динари ми остануваат во месецот за да се прехранам. Тоа значи само по 100 динари во денот. Да не се соседите околу мене нема да издржам. Живеам тешко во една соба и некогаш јадам лепи паштета, некогаш оброк ако ми донесат соседите. Но најтешко ми е, ќе каже тој, што никој од роднините откако почина жената не ми се јавил и сум многу осамен. Тоа ќе заврши тој, ми е потешко, дури и од сиромаштијата. Гъшни се. Гъшни се. Браво! Весна е тажна жена на која срцето ѝ се крши на парчиња, зашто сама мора да се грижи за својата болна внука Сара. Живее во семејна куќа во овиничкото село Пеклани и вели дека имала ќерка со психичко расстройство која пред неколку години, откако се развела поради лошиот брак, се вратила со детето кај родителите. Во краток период мајката на Сара заминала, оставајќи ја малата која е со посебни потреби и повеќе никогаш не се јавила. Иако со дијагноза детска парализа, Сара во Весна гледа како на своја мајка, па постојано ги изустува само тие зборови. Со минимални средства кои ги заработува сопругот, оваа жена има колку да се прехрани, но пари за лечењето на Сара не ја достигнуваат. Секојдневно ја храни со лажичка, ја носи да си поигра зашто таа е сиот неизин живот и смисла, но со болка во душата кажува дека напорно е што нема пат до куќата и тој што постои е лош, па кога треба да ја носи на лекар, таксистите не сакаат да дојдат до куќата и постојано мора да ја носи во раце. Средствата што сопругот ги спечалува се минимални, а најголема желба ја вели Весна да има доволно средства за да ја однесе внуката на сите потребни испитувања, за да може да ја улесни состојбата и цврсто да може да застане на нозе. Гъшни се. Браво! Весна е тажна жена на која срцето ѝ се крши на парчиња, зашто сама мора да се грижи за својата болна внука Сара. Живее во семејна куќа во овиничкото село Пеклани и вели дека имала ќерка со психичко расстройство која пред неколку години, откако се развела поради лошиот брак, се вратила со детето кај родителите. Во краток период мајката на Сара заминала, оставајќи ја малата која е со посебни потреби и повеќе никогаш не се јавила. Иако со дијагноза детска парализа, Сара во Весна гледа како на своја мајка, па постојано ги изустува само тие зборови. Со минимални средства кои ги заработува сопругот, оваа жена има колку да се прехрани, но пари за лечењето на Сара не ја достигнуваат. Секојдневно ја храни со лажичка, ја носи да си поигра зашто таа е сиот неизин живот и смисла, но со болка во душата кажува дека напорно е што нема пат до куќата и тој што постои е лош, па кога треба да ја носи на лекар, таксистите не сакаат да дојдат до куќата и постојано мора да ја носи во раце.
Средствата што супругот ги спечалува се минимални, а најголема желба е, вели Весна, да има доволно средства за да ја однесе внуката на сите потребни испитувања, за да може да ја олесни состојбата и цврсто да може да застане на нозе. Денес сме во село Пеклјани, Виница, во домот на Весна Постолова, баба која што ја чува својата 5,5-годишна внука која што е диагностицирана детска парализа. Сама е оставена со незината внука, со само 6.000 денари, вели таа не може ниту да ја прехрани, ниту да ја однесе на физикална терапија, каде и да тропне, секаде и се затворени вратите. Добар ден. Добар ден. Весна, се слушнавме по телефон. Оливера. Мило ми, јас сум Весна, бабата на Сара. Ова е Сара. Сара е диагностирана со церебрална парализа. Преживеваме само со 6.100 денари. Вие ја чувате? Да. Зошто вие? Па зашто мајка ја остави и Се јавува ли мајка? не се јавува, 3 години замината и не ни прашува за неја и јас како баба ја чувам. Тука сте овие семејниот дом, Да. меѓутоа видите тешко живеете, затоа и се пријавивте. Да. Што е тежината во случајот, Тежината- освен диагнозата? Освен диагнозата, институциите некако ја нема видено, ниту прашува за неја. Вие сте и старател на Да, Сара? да. Јас ја чувам, тешки се условите, ја хранам. Ја храните. Да. Сте били ли на доктор? Што велат докторите за незината состојба? Па докторите велат дека тешка е состојбата, потребна е физикална терапија. Кога проводе? Оди ли воопшто? Па воопшто сама не со помош. Зборува? Не. Не. Само Како е кога... Може ли да видиме условите во кои што живеете? Како кога носите на лекар, како го поминувате тоа? Па тешко го поминуваме, одиме со такси се враќаме. И така, напорно е многу. Во градинка ке навгоре? Да. Во градинка сте ја носеле или во некои такви институции каде што може Па, да не. вежба? Ја носев на физикална, ама тоа е само за пари. Со пари. Со пари. Инако не. А како со тие 6.000 денари? Со тие 6.000 динара е тешко, дали за терапија, дали за пелени, за храна. Тешко е многу. Во раце ја се носам, некој пат тешко ми стане, па плачам по салдени. Така ми дено поминува со нејзе. Се случува ли во денот, во еден ден да немате солзи? Не, Што ви е најтешко? најтешко ми е оти Сара, не може да оди сама и не може да зборува и да види како сите деца нормални. Сите ја подценува. Кога ја носам во парк, сите бега, децата бега од неја. Зошто бегаат? Па зашто е со церебрална? Дека не е нормално дете, не збори, не оди. Се плашат ли од неја, не знам како. Весна Постоловска е родена во Делчево. Во 1989 година доаѓа во Виница, во село Пеклани, каде раѓа 2 деца. За жал, девојчето Ивана ке расте со психички проблеми и доколку не пиела лекарства, станувала агресивна, вели Весна. Во 2017 година Ивана се омажила во Карбенци и ја родила малата Сара, внуката на Весна. А Ивана, откако како што вели Весна била малтретирана во домот на тогашниот супруг, се враќа во родната куќа. Но не за долго, зашто откако дознала дека детето е болно од церебрална парализа, таа заминува и 3 години досега не се јавила да праша како е ќерката. Од тогаш започнува и тешката одисеја на оваа храбра баба или мајка, како што знае единствено да ја нарече Сара. Јас сум од Делчевско. 89 година сум дојдена тука. Тука сум мажена. создавате семејство. Да. И Колку деца имате? 2, Ивана и Дејан. Што се случуваше со животот на Ивана? Во каква состојба здравствена е? Во психичка состојба, агресивна, сакаше да самоубиства, сакаше од тараси се фрлаше и Беше болна. да. Се лекуваше ќерката? Не лежеше во болница, ама примаше малку терапија. Додека бев ја да ја давав терапијата, подобро беше.
Откако јас не ја давав терапија, она се полошо западна. Кога се омажи, кога одлучи да се мажи, Ивана? Ивана се мажише, беше во Карбенци, а сега Сара е 2018, она 2017. Така Сара се раѓа, имаме еднаш само отидено, пошто Сара беше во болница 2,5 месеца. Тука веќе видиме дека нема живот за неа тамо и речевме ја, ако те многу малтретира, донеси ја Сара кај нас, ќе ве примиме, ќе ја гледаме колку што можеме, ама и она да си ја гледаше. Што се случи? Она после кога дозна дека Сара е со церебрална парализа, бевме во Скопје на комисија, дека во Карпош за ментално здравје, и откако се дозна дека Сара е болна со церебрална парализа, она веќе животот го почна со тоа разочарување и така, и си замина. Сега е во Кавадарци. Кога замина? Пред колку време? Па пред 3 години. Нема уште 3 години, ама веќе уште 2 месеца. Нема се ни јавено, нема ни... Еднаш ја побарав на телефон. А каде живее во Кавадарци? Не знам. Не знаете ништо за Не неа? знаеме ништо за неа. И така, Сара ја носев неколку време во Скопје, лутав на таа врата, на друга врата. Никој ништо не презима. Ја носев се по болници на приватно. Собиравме пари, од тај позајмиме, од друг позајмиме, али многу тоа кошташе, 10.000 евра. Да ја помогнат. Само да ја помогнеме да застане на прав пат. Али пошто не можевме да успееме со толку пари, и се откажав. Тешко минува секојдневието на Весна. Весна ја храни, ја облекува, ја негува, ја чува, ја шета малата Сара и вели дека таа за неа е целиот свет. И ќе ја чувам и ќе се борам за неа додека дишам, ќе додаде таа. Само малку да ми се улесни живеењето. Барам да се направи патот до куќата каде живееме, за да може да доаѓа такси кога ја носам во болница. Да имам бесплатни физикални вежби и да ме упати некој невролог, каква терапија да ја давам би била најстрекна, ќе заврши ова храбра жена. Бев градоначалникот да ми се помогне да се направи пато, пошто јас ја носам таксито неќе да доваѓа до дворо. Бил црн пато, било карливо, вранижливо. Не смеале од газлите да доваѓаат во дворот, ја носам доле до пато, во раце. После тоа ја носам до Виница, никаква институција ја нема посетено, ниту и некој ме прашал дали имам со што да се справам, дали може да ви се помогне, и јас се одлучив да самата да се пријавам. Нега земате ли нега? Не. Зошто не земате? Па не ми даваат. Они века требало да напунам 64 години, Сара да биде 26 години и тогаш да поднесам документи да земам нега 4.000 денара. Ги собирав сметките што правев над 30.000 денара, ги враќав во социјалното на 30.000 денара само 3.000 ми враќаваше. Никогаш останувате без финансиски средства, Да. потребни за детето? Па останувам. Секој пат остануваме, али за потребното за неа јас наводим. Како така? Да не е гладна, да не е жедна. Вие ќе трпите само од Сара? Да. Јас и трпам. Трпам само да има за неа. Например, ја лепче било што ќе најдам ќе јадам, али она да не остане гладна. А јас со 6.100 денара дека да ја носам? Вие сте старата? Да, Со толку живеете? со толку живеем. И земјадели синот и мажот што заработат. 6.100 динари. Што се за незината болести? Зашто стигнува? За ништо. Само за терапија и за памперси. И тоа Тоа е едноставно памперси и да и купам и малку и купам и храна. И неколку дена паузираме да не идеме на терапија, да со тие пари да можам да и купам и храна. колку веќе не една терапија? На какви терапии одите? Па на физикална, на вежби. Па за месец и пол над 12.000 ми кошта.
Мисля, тоа е само таквото, и превозот да го рачунам 700 денара, 30 дена по 700 денара, тоа е 20.000 дарка. Мисля така да доаѓа. Видите дека таа диагноза која беше констатирана беше најтежок вид на детска парализа? Да. Ама ја што бев многу упорна, поземував пари, саках малку да застане на нозе, ама не може. Еве тука се движи, надвор не може. Тука и со помош се ураце или малку да она да 2 чекора и падне. Има климнувања, занасања. Не зборува. Не зборува, само тоа единствено го слушнавте мама. Тоа зборче. Сака нешто да ви каже, но не Сака да каже, агресивна е, некој пат се гушка, милува се, некој пат повеќе скубе, агресивна е. Благо не и давам ништо, пошто требаше да ја носам на невролог во Скопје. Неколку пати звонев на доктора, не ми се јавува, ми одбиваше да се прегледа, да има диагноза. Например, да има кои лекарства треба да ги пие. Она сега? ништо не користи, никакви лекови. Едноставно што се разболела од проклада, само тие лекови, што и се припиша од матичната. А не се води по диагноза детска парализа? Води се, имам и документи. Но не прима никаква терапија? Да. Не е одлучил невролог. Вика само физикална и бедоксин да ја давам. Дали може да ја чувате со 6.000 денара? На неја потрошувачката кошничка месечно 30.000 са малку. А ја 30.000 од дека да ги најде? Пошто треба млеко, треба сокче, треба смотички, треба круасанче, пелени, влажни, памперси, сокчиња, Физикална? Физикална. Инак им лекове, тоа на што се препиша сирупче, на сека недела се лежиме во кочана во болница. Настинува често? Да. А сега не смеам да изнесам малку, ако е ладно или ако промени во времето, она се одмах разболува. Стигнува до 40 температура. Ќе се позајмев пари било од каде, од роднини, од пријатели. Сакав да однесав на острог, али не можам граница да поминам. А зашто Ми не можете да излезете? тражат од мајката и од таткото да дојдат изјави, да дадат и полномошно да остават. Они не го дозволуваат тоа, не сака да остават. А нели сте вие старател? Јас сум старател, ама привремено дека мајката требаше да се лекува. Ве вика мама. Да. Па многу се приврза со мене. Ја хранам со лажичка, овака ја проблачам, уште е на памперси. Не зборува. Требаше да земат социјалните служби, но вие не дозволивте. Да. Што се случуваше на почетокот? Па ќерката одеше по кафани и ја оставаше сама. Ја не можев да ја истрпам и ја пријави во социјалното. Пошто или да преземат мерки да се стабилизира, да си го чува детето, они вика водете на психијатар. Јас ја водих на психијатар во Кочани, кај доктор Дончо, психијатаро, додека примаше лекове. Беше постабилна, после не ги приме тоа, луташе, бегаше од тука, ја заклучи, детенцето го заклучуваше дома и заминуваше по кафаните. И ја не можех да истрпа и кажа во социјалното да преземат мерки. Они вика тоа е нена работа, пошто она е 29 години, сега до пред 2 дена пуни 30. 31 започна, она 93 година. И она си заминува, вика, не го сакам детето и многу ми е тешко со неја. Многу ми е криво и ми е тешко. Што ви е тешко? Па тешко ме оди не збори, не оди. Не е како сите деца. Ја избегнува од градинка. Сега до година треба за на школа, исто неќе да биде. Пошто не збори, не оди. И така. Не ја примаат ни во градинка? Не. Ја запишавте? Па одив некој пат. И сега во центар, во дневниот центар, ама
Се са возрастни, на 30 години. И јас што ти плаќам такси, 350, јас ја дома чувам. А она сака да контактира со деца, радува се, сака како сите деца да биде, али не може. Сакате и вие да ја овозможите се, како Да, на секое дете. да. И ја највеќе сакав мајка и да си бидеше со неа, може имаше големи шанси да прозбори и да проди со помош на нејзе. Али она како она пошти 3 години, нема се ни јавено и сега не знаеме 3 години за неа ништо. Дали ја злоупотребува, дали е под седативи, дали има јадење, дали има пиење, тоа ништо не знае. Најтешко ми е за Сара. Што не можете да ја помогнете повеќе. Што не можам да исправам на прав пат и дали ќе има шанси да прозбори и да биде како другите деца, да оди на школу. За лиштенца колку толку купувам и од 200 денара некоја блузичка, некој халанчи, да не биде како да има на лекар со што да однеса, например, да биде дотерана, да не биде упарталаве лишта. Сара ме знае како мајка, пошто ја многу се бора за неа, многу сакам да успеа, али не може. Каде да одам, кога нема никој од институциите да ме упати. Или, например, докторката да рече, однеси у Скопје кај тај невролог, или кај тај стручен лекар што треба да се грижи за неа, да води како дете со церебрална, да прима лекарства, може ако прима лекарства или некои витамини, дека може да застане. Тоа никој не ме упатува каде треба да ја носам. Од тука, од Пеклани, фаќам такси, ја носам во Виница, во парк, пошто е Сара со отворена уста, сите деца ја избегнуваа. Нонстоп е устата отворена, пошто ја водат со таа болест, дали болеста ја тера така, запчињата и се испаднаа и сите деца ја избегнуваа. Вас вие тука На навистина мене ми е болно тука. Секој се потрага, пошто она се зјае со устата. Они настрана се онадат. Ако имам во мене пари, купам и кросанче или смоки или сокче, било што, да не биде одвоена да гледа по детство по парковите. И се сам со солзи секој ден. Јас животот би си го дала за неа. И се до мојата смрт, ќе ја чувам, а после мојата смрт не знам како ќе биде. Времето кое денес сме го добиле никогаш повеќе нема да се врати. Треба да сватиме дека треба да живееме, да избереме пат, да собираме емоции и да одиме напред. Во моментите кога ни е најтешко, само треба да ја ставиме раката на срце и да речеме: живи сме, а ќе дојде и денот кога товарот ќе ни падне од него и ќе започнеме еден поубав живот. Живка, бе. Ќе дојдам да ја бргоне. Кирај се. Дедостојан е усамен човек кој потекнува од македонски брод, но поради работата и сопругата во младоста се преселил во Кичево. Се надевал и мечтал за собствен дом, но сиот живот ќе го помине под Кирии. За жал ќе рече тој никогаш не добил деца, но љубовта и лојалноста од жената ќе ја компензираат таа болка. Пред неколку години кога работел на планина за да врати еден долг, дознава дека сопругата дома починала и оттогаш веќе и како да нема волја за живот.
Тој работел и се пензионирал со минимална пензија која не стигнува ниту за кирија, ниту за сметки. Само 3000 динари ми остануваат во месецот за да се прехранам. Тоа значи само по 100 динари во денот. Да не се соседите околу мене нема да издржам. Живеам тешко во една соба и некогаш јадам лепи паштета, некогаш оброк ако ми донесат соседите. Но најтешко ми е, ќе каже тој, што никој од роднините откако почина жената не ми се јавил и сум многу осамен. Тоа ќе заврши тој, ми е потешко, дури и од сиромаштијата. Денес сме во Кичево, на еден студен есенски ден, во кој што ќе ви ја раскажеме приказната на дедо Стојан Угриновски. Тој има 76 години. Се оженил и дошол од Македонски Брод во Кичево, меѓутоа тешко живее. Денеска е сам, без сопругата, во тешки животни услови. Добар ден, дедо Стојан. Добре. Ни кажа дека тешко живеете тука во Кичево. Поминавме па сакаме да ни ја раскажете вашата приказна. Од каде сте вие? Јас сум од село Крапа, општина Македонски Брод. Но дојдовте тука, тука се оженивте и тука останавте да работите? Да. Долги години Се сте тука. женевме одовде, од Кичево, од Вранешница. Жена имав и останавме овдека. Меѓутоа, ова е ваша ли куќа или? Не е наша, не. Сиот живот сте под кирија? Да. Како живеете тука? Сега сте во Никако како ќе пензија. живееш под кирија. Сад си тука, сад ти вика цели, саѓе, збогу. Колку земате пензија? Пензија 12.000. Дали е тоа доволно да преживеете, дедо Стојан? Не е доволно, ама што ќе преш? Како ги распоредувате парите? Што ви останува за храна? 3.000 за храна ни останува, другото ој струја, вода, телефон, лекој, 3000 е премалку за цел месец. кирија и така. Гледам тука алишта, вие ли перете? Молим? Алиштата вие ли ги перете? Да, рачно. Зашто рачно? Машината се расипа, рекоа мотор да купам, немав пари. Како се снаоѓате со дрва? По еден месец, по еден кубик ми носеше на 2 месеца. Збирав пари, а од кубик и пол ми... Но дали е тоа доволно за цела зима, еден кубик Не дрва? се доволно, само што ќе правиме. Тешко живеете, сам сте, осамен, со минимален приход. Сам сум, немам ни деца, жената почина Веројатно и и откако така. откако ви почина жената и ви е најтешко. Многу, не малку, многу тешко. Ама што ќе преш? Кога почина? Како се случи тоа? Кога почина жената? На 25. 2017 година, во јуни месец. Каде бевте вие? Ја бев овчар. Зедов пари на заим од еден и таква беше, ако душиме некаде, умот само тука е беше. Човеков ќе дојд пари ќе барат. Мори жено се договори со човеков, ќе му и вратам. Беше болна, отидов на Скопје. Парна сум сега, појди негде поработи, ди врати ме пари. И дојде еден, ме побара за со овци, отидов. Месец седов и после месец бев недоговорени 3 дена дома да си дојдам. Си дојдов дома, 3 дена, па отидов. Не поминаат 2 недели од кога отидов. Барам на телефон, бев недоговорени да ми се јавуват, не се јави. Се јавив на внука дошле овде, беше ја нашле, умрена овдека. Од тогаш животот ви оди надолу. Од тога и се поболи фија, срцето го правев операција, 1 година ме мачаа овдека во Кичево, докториве, не моја ништо да ми помогнат. Видов отиш умирам, И отидовте И- за Скопје. отидов во Скопје. Како живеете денес? Како ви е животот? Денеска како живееме, да извиниш како псите на Василица, никако. Како можеш да живееш со 12.000?
Со 3000 у ствари. Ја имам денеска право да потрошам 100 денари, повеќе нема право. Што ќе купите со 100 денари денес? Ене, оние 3 лепчина, по 13 динари, 39 денари, еден маргарин или кило пиперки, кило патлижани и тоа. Тоа не е достоинствено за да се живее. Па сега што да правиме, месо ние не можеме да јадиме. Можеме на телевизија да го гледаме онде кај што го рекламираат. Комшите ми помагаат. Ако не се комшите, дури и јаде и не ми носат готово. Не секој ден, ама са бајле ми донесоа кромпери овде со месо. Една тегла полна. Поручав, им се заблагодарив. После дојде една жена ми донесе питулици од оние танкини, ведно, најлонче. Утре ќе дојдат, ќе го купит некој, ова не е мое. Јавено ми е да барам стан од газдата. Ја рече не те бркам, ама ќе го купи некој и ќе ти речи целице. Барај си стан. А барав стан, нигде не може да најдеш. Абе, роднини, ја немам овдека. Една сестра имам белес мажено, една имам цер, таа веќе умре. А од Една страната има на сопругата? Прилеп мажена. Од страната на сопругата? А? Од страната на сопругата. Од кај сопругата, сега моментално од почина никој не ми помагат. А дур беше жива, оебне им помагавне, садевне пипери, граове, пченки, кромпири, па ни дава по едно вречиче кромпир, пипер, едно венче кромит, пченче некоја, ќе понече ни дат да свариме и тоа. Дедо Стојан е роден во село Крапа, во семејство од 6 деца. Работата ќе го однесе во Скопје, па во Кичево, каде ќе ја запознае и сопругата, поради која останува во незиниот роден град. Нема да добијат деца, но ќе си бидат доволни еден на друг и целиот живот ќе си помагаат во складниот брак. И иако ќе работат и двајцата, нема да успеат да си купат куќа или да добијат стан од државата. И на овие години бил појак од младите и со месеци одел по планини да работи и да чува овци за да преживеат со сопругата, но тешкиот живот за овој човек, ќе рече тој, започнува откако таа ќе почини ќе го остави сам да се мачи со болестите и староста. Од каде ви е потеклото? Од село Крапа, општина Македонски Брод. Работе во Скопје трговија со земјоделски производи. Прво работе в складиште, во едно стоварище. После директорот ми рече, Стојан рече, ќе те смениме. Абе, директор е рекол, таман овде се навикнав, 5-6 години, рекол, работам. И луѓе, и шефов преко со мене, што работи задоволен е. Немаме, рече, друг човек. Регистрирани сме земјоделска задруга. Мораме, рече, со земјоделие да работиме. И каде бе префрлија? И ме сменија како референт. И наши бе саде бостан, пипер, кромит, патлижан, земјоделски работи. И откупувавме од Струмица, од Источна Македонија. Тие тамо поголема количина садат. Пропадна фирмата, а вие што правевте? И не пуштија под завод. Во детството живеем недобро. Бевне 6 деца, 4 женски, 2 мачки. Се измажија, се оженија. И во Кичево дојдов, таа сестра ми зова, што ти кажувам, што почина. Имаше во Цер една, може ја знаеш, од Источна Македонија е Борика, се викат, беше инженер во Лопушник. И беше прашала Борика, абе Борике, рекол, Стојане, ти спуштен од работа. Нека дојде, рече, нека се пријави овде, прво ќе го примиме под договор, па после ќе правам муавет, рече, да го примиме
ko работник, да му върви стаж. И дойдох аз овде да се приявив, па тогава беше и тежко за приявување. И што работевте? Што се вработивте? Каде? Овде? Да. Во Лопушник. Во Кичево, да. Во Лопушник прво бев на утовар, дрва, утовар, растовар. Дојде Борика, таква биш. Рече, че те женам. Што кажуваш, бе, викам, Борике, ти, како ќе ме жениш? Имат, рече, многу една добра женска. Ја ни су ја видел, ни ме видела женава. Чор, сакат може. Ја рече, че правам муавет со неја. Ми ја доведоа женска да се запознат. Стојан женскава рече е това. Таа ви стана жена? Молим? Таа жена, женска ви стана жена? Не можем куќа да направиме, не можем да собериме пари или да купиме стан некаде. Немаме такви услови. Ниски бе, мали бе платите. И така останавме. Немате ниту деца, немате потомство? Немаме деца. Ко сега што имам пријатели од овие албанци и други луѓе што сум стекнал пријателство, познатство, поштеност, немав тога пријатели ко сега. Сега изедов пари јас од еден, 300 евра. И таква беше, ако дужиме, само тука беше паметот. Париве кога ќе вратиме, париве, ќе вратам, реков женом, париве, смири се, не нервирај се, ќе вратам, реков. Ќе работам, реков, приватно ќе вратам. Ти реков да то сам не можам, болна си. Не, порна сум. И тој газдата ја рече, тетке, нека поседи, рече, чутко Стојан со тебе, не ми... Кај чував ја до сега јагнинава, че чувам уште еден месец. Опорави се малку. Не, рече, добра сум, нека дојд на работа. И добро, јас се спремим, рекол. Дај жено палишта, дај ми. Крпи, ова, она. Прибор за бричање, за ова, за она. И дојде другиот ден, со кола ме зедем, однесе на ова село и остана таму. Бевме договорени да ми се јавуват наутру, напладне и навечер. Ама са бајлето помина време. Ко гледам ја вака, сато. Мајката рекол, женава не ми се јави денеска. Беше сабота. Звонам ја еднушка. Звони телефонот, не го креват никој. Ај, реков да не е во обед се појдено. Звонам уште еднуш. Уште еднуш звонам не. И имат внука таја. Се јави в кај ми. Се јави тој. Буле, ти си на телефон, ја, Снежана, каде? Тука е, дај ми ја. Снежано, реков, тетка ти е умрена. Што кажуваш, бе, рече, од кај се јавуваш? Од планина, реков. Запиши го телефонов, реков, од газдите немам кредит. Заборав да го наполна, реков, телефонов мој. И беше дошле овде, беше отвориле. Ко вие. И беше нашле овде. Вака, умрена. Беше болна? Абе, шеќер имаше. Притисокот е се те висок, те низок, е се креваше.
Животот на дедо Стојан се дели на живот пред и после смртта на неговата сопруга. Откако умре таа, ќе рече тој, мене ми се скрати животот. Живее со минимални 200 евра од кои плаќа кирија, сметки, лекови и за храна му остануваат само по 100 денари за троши во денот. Сепак, вели тој, имам златни кумши кои, иако се од друга националност, ми носат храна и често ми даваат и назаем. Овој 75 годишен човек ќе рече и дека не знае уште колку ќе живее, но би сакал барем остатокот да го преживее порелаксирано, да има дрва за возима, храна и макар една своја соба, за да му останат доволно средства за лекови, за да си го чува веќе крепкото здравие. Абе, ја не се предав ни на младите, ни на старите, дур ми беше жена жива. Ја да извиниш, појак и поспособен бев од младите. Ама, откако ми почина женава, ми се скина животот. Начисто ми се скина животот. Остана начисто блокиран, како да ти кажам, кошлогиран, ко никаков. Веруваш што ти сега ќе станам, ќе кинисам нешто да барам и заборавам. Мене ми се скрати животот. Све по нервоза. Надгробно поле плаќав 350 евра. 25.000 ми задоа што ја закопа. Немав пари, газдија ми помогна. 700 евра поклон ми остаја. Рече, Стојан, ала ти правиме овие. На Бајрам дојда на гробишта за закопување, а наручек не може да рече да дојде празник, ние си има луѓе ќе дојдат. А на гробишта беа. Земаш минимална пензија, колку земаш и 12.000 и сега зедо 12.900 со ова покачување од 4,5 како беше. но живееш под кирија. Тие пари не ти се доволни за цел месец. Па еве ви кажувам, 50 евра овде, 300 банки плаќам кирија. 300 банки земам лекој. Дневно денеска ја имам право 100 денари да потрошам. Кој вака маргаринче ќе купам, јогурче, нешто, патлижанче до сега, пиперки. Имате добри соседи, добри комши, ви носат и храна некогаш. Да, бе. Па сега со бајлево ми донесо. Што ви донесоа? Кромпири со месо. Ве гледаат, ви помагаат? Ми помагаат, редовно тие ми викаат, ако ти треба нешто, Стојан, кажи. Немој да се срамиш. Кажи, пари ако ти треба, ако нема да јадиш. Ќе купиме, ќе ти донесиме да јадиш, немој да трпиш да јадиш. Ако се албанци, јас сум многу задоволен од ними. Знам дека имате проблеми кога е храната во прашање. Од денес тука се нашите пријатели млекара Ѓоргиеви, кои што имаат млечни производи и секаков вид на храна, која што е пастеризирана. За денес одбравме производ Охридска урда за пита, која што верувам дека ќе биде пријател од денес на вашата трпеза постојано. И сите останати млечни производи кои што ќе ви бидат потребни за да го одржувате вашето здравје. Имате проблеми со срцето? Сега моментално немаме. Но имавте. Сега моментално. До денеска, па од денеска Господ здравие се, не знам ја. Може денеска дојдовте овде, ме снимавте, утре може ќе умрам, не знам. Господ знае кога ми е пишана таа работа. Тој знае. За сите имат пишано тамо во списокот кога да се ојат, кога да се умират. Наутро магла сега, кој ќе има, не смеам да излезам, имам астма. Еве од оние пумпа ми даде Жан Митрев. Тој ми ја откри астмата. Рече, Чичко Стојан, имаш и астма. Абе, најтешко сега ми е што сум сам и под кирија. Еве ова и оваа куќава
кај што влеговме и ова е туди стигадза. И продаат ми рече, барај Стојан, рече стан, ја не те бркам. Абе, најпоќе ќе бидам задоволен да ми е подигнат пензијава. Повисока пензија, повеќе финансиски средства да имаш. Да добијам некаде станче, да барем ќе ми останат 3000 за јадење. Секој утро знаеме дека и во овој ден ќе има и грешки, и смеја, и рани, и разочарувања. Сепак убавите од неубавите работи не можеме да ги оделиме, па ако ги сакаме идните, мора да ги прифатиме и другите. Сепак лошото не треба да биде причина за да се откажеме и да ги дигнеме рацете од себе, но и да се сомневаме во животот. Секој од нас има свој ангел чувар и само во негој треба да веруваме. Зоран Маринковски од Команово во новородната куќа живее многу тешко со семејството. Пред 20 на години се жени со Магде со која создава 4 деца, од кои за жал повеќето се со посебни потреби. 2 ќерки веќе му се мажени, а 2 деца кои живеат со нив живеат во многу тешки услови. Куќата во која живеат е во очајна состојба, пренатрупана со нефункционални работи, неизбелена со децении, темна и претесна за волку луѓе. Причината ќе каже Зоран е сиромаштијата и долгот за струја, што неговите родители го направиле одамна, па денес од неговата скромна минимална плата тој мора да отплаќа стар долг, нов долг, останати обврски, да купува скапи лекови за децата, лекови за него, храна и платата за неколку дена од земањето станува минато. Го загрижува здравствената состојба на децата, тешкиот живот и сиромаштијата и се бори со солзи секогаш кога тие ќе му побараат за да не се разликуваат од другите деца. Сепак ќе рече било каква помош за да му се олесни животот негов и на децата би му била и повеќе од потребна, зашто ниту може да им ги гледа солзите, ниту сака да дозволи да патат како што пателе досега. Анче Иванов има само 45 години и за жал тежок живот уште од раѓање. Потекнува од планинско кучанско место кое на 15 годишна возраст го напушта за да може да се вработи во градот. И работи не само во Кочани, ја шета Македонија и се труди за да преживее. Радови, Швиница, Берово се само мал дел од градовите во кои устава својата капка пот. За жал ке рече тој, на 20 години поради натрупаните проблеми, организмот не може да издржи и се здобива со анксиозност. Лежи по болници и успева да ја надмене и се враќа во нормалниот живот, се додека на 31 мај минатата година не почувствува повторно тегоби и страв и повторно залегнува во кревет. Последнава година животот на Анче е тежок. Соседите му помагаат со храна, во амбулантите и болниците го чекаат за да ги плати прегледот и терапиите, а татко му и брат му се семнуваат од планина за да дојдат да му запалат оган и сварат супа, зашто нема пари ниту струјата да ја плаќа. Затоа овој човек ќе рече: денес ако јадете, замислете дека има некој што нема ниту залче да стави во уста и смрзнува. Па сетете се и да му помогнете на таков човек. Господ ќе ве награди, ќе заврши Анче.